Еј, здраво на сите, денес ќе ви раскажам за нешто сосема ново и важно токму овде, во нашата локална заедница. Замислете си, парк каде што секое дрво не е само засадено, туку има свој дигитален запис и се следи преку блокчейн. Звучи како од иднината, нели? Но тоа се случува токму овде и го менува начинот на кој размислуваме за зеленилото во градот. Нашата локална власт прави голем чекор напред во урбаното планирање со тоа што одвојува места совршени за нов вид парк, кој расте не само дрвја, туку и заедница и иновации. Обштествено одговорни компании се здружуваат со локалните власти за да ги подготват овие простори, со комплетни системи за наводнување, патеки, па дури и инфотабли. Што е уште повозбудливо? Секое дрво, без разлика дали е орев, лешник или бадем, добива свој NFT. Ова не е само некоја дигитална играчка. Овие NFT го представуваат растот на дрвото и неговиот придонес кон животната средина. Тие се финансирани од локални бизниси и поединци, правејќи ги сите дел од нашата зелена иднина. Како што дрвјата растат и даваат плодови, вредноста на овие NFT се зголемува. Колку е ова одлично? Локалните компании ќе ги собираат овие плодови, а собствениците на NFT ќе добијат попусти на овие вкусни локални производи. Плюс, овие NFT може да се тргуваат, овозможувајќи му на секого да стане дел од овој екопријателски потфат. И на крајот од животниот век на дрвото, заедницата и собствениците на NFT имаат корист од неговото дрво. Овој проект не е само за садење дрвја, тој е за создавање култура на одржливост и одговорност. Тоа е едноставен, но моќен начин да се намали испуштањето на CO2 и да се направи вистинска разлика. Блокчейн го следи секое дрво, обезбедувајќи транспарентност и долгорочна одржливост. Затоа, ајде да се здружиме и да бидеме дел од оваа зелена револуција. Затоа што кога садиме дрвја, не само што одгледуваме шума, ние ја негуваме заедницата. Да ја направиме оваа иднина, наша сегашност.